Во наше јавување ќе зборуваме со Ѓуро Јовчевски, раководителот на ренџери против пожарна заштита во Националниот парк Галичица. Добро ви утро, Ѓуро. Нашиот разговор да го започнеме со едно резиме за големите пожари кои што ни се случија годинава. Добро утро, Сонја. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Имено како што рече, да, за жал, Македонија беше зафатена во летниот период од јули и август со историски пожари од близу 3000 на ниво на целата територија и вклучително за жал и Националниот парк Галичица беше опфатен. Имено од како сум со ова професија пожарникар уште од армијата на Република Македонија во мој 18 години ангажман во парков и како доброволец на многу места, ова е најголемиот пожар кој беше ефективно секојдневно 15 дена и 10 периодични до конечно ставање под контрола, уклучени многу ресурси на државно и на општинско ниво. За жал, пожарот дојде од преспанска страна од Република Албанија, а во 2007 година историјата ни се повтори и во 2021 меѓутоа од Албанија на Охридскиот дел. Исто беше со денови, многу голем. Очигледно заради напасување на стока на тие потези имаме потешкоти. Тука ќе мора меѓудржавно зајакнување на соработката да се таа ситуација стави некако во догледно време под контрола, бидејќи пожарот не познава граници. Така, Ѓуро, кои се оние мерки кои што во Националниот парк Галичица ги преземате? Благодарам на прашањето. Ова се многу суштински значајни состојби од превенирање на пожарите во паркот, а тоа представува обновување на амортизираната опрема веднаш по завршувањето на летниот период. Тука за среќа имаме собствен буџет каде можеме да си креираме буџет за лично опремување на сите ренџери, вклучително на возниот парк, контактот со местното население кое го пофалувам како најзначаен сегмент во нашата соработка. Луѓето во галичките села се одлични, имаат многу висока свест за чување на паркот, без нив ништо не би правеле. Значи, имаме и тимови, дежурства во летниот период, јули-август нема одмори за ренџерите. За жал, со кадар многу е тешко, како ќе ги пензионираме, многу тешко остваруваме квалитетен кадар, за жал. Дали овие пожари, Ѓуро, наметна и потребата за формирање на национална стратегија? Најважниот дел е тоа. Имено морам да кажам дека господин Бојан Михајловски од Министерството за земјоделие со неговите соработници поддржани од швајцарската амбасада веќе 6-та работилница на која сум постојано поканет во изминативе 2 години изработуваат готов предмет кој се ставени сите превентивни мерки, ќе биде доставен до владата како оснивач на сите јавни предпријатија кои ги стопанисуваат шумите и на нејзе да ги спроведе тие мерки. Без тоа ние бадила ќе зборуваме 1000 авиони да имаме, ништо не ни помага ако немаме долу ресурси, превентивни мерки, предпресија и супресија. За жал, тие кои треба да ги стопанисуваат шумите, знаете во каква позиција е Македонски шуми, за жал од едно прекрасно предпријатие, рентабилно во времињата, ради недомаќинско, нестручно работење е девастирано и не може да одговори воопшто на потребите. Исто така и во другите институции, како и паркови на природа, кои се должни да се грижат, мора да размислува државата за кадри кои ќе бидат професионални. Од импровизација, аматеризам и од партиски притисок на несоодветни кадри сме дојдени да се сите предпријатија на колена во Републиката. Тоа е жално. За крај би сакала да ве прашам, Ѓуро, околу волонтеризмот. Имавте голема поддршка и од граѓаните, и од јавноста, и од пожарникарни друштва. Да, волонтеризмот е најбитниот сегмент. Не е далеку Хрватска кој има 140.000 пожарникари. Словенија има 240.000, во Македонија нека има 300-400, бидејќи лично тоа го знам. Најбитниот момент, но тука треба многу да се внимава во волонтеризмот, мора да поседуваат обуки овде во странство, значи тоа мора да го стимулира државата како најважен сегмент. Волонтерот има повик, има љубов кон таа професија и сака да го згасни пожарот, за разлика од некој кој е на дневници, например, дојден. Но мора да пазиме
Дел од луѓето се неспремни, ќе дојдат по никаква опрема, никаква обука, за жал повеќе од чат се угушуваат луѓе него од самиот оган. Тука треба многу да се внимава и добро да се пази како и кој ќе биде ангажиран. Иначе ги поздравам сите кои имаат таква љубов. Тоа е најважниот сегмент во секоја општина, да има такви обучени волонтери, такви здруженија, да ги стимулира државата. Тоаш убеден сум дека превенирањето ќе даде голем резултат пред пресија и супресија, која ќе требаат после многу средства и други работи. Но имаме за жал злоупотреба, одредени местни комитети партиски доаѓаат, се сликаат таму или некои волонтери колку да се појават. То се не се волонтери, се извинувам, мислам. Али стварно кој има љубов за таа работа и кој е спремен и кој може да ги помине тие обуки, мора многу да се вложува во овие работи и модернизирање на противпожарните единици, критериум до 25 години за пожарникар, не може на 50 година се прими пожарникар. Исто ко за армија, ко за полиција, значи да се опремат. Тие луѓе се за урбани средини, тие го ризикуваат својот живот за сообраќајки, не се многу за во планина, меѓутоа има и за тимови за планина, а во планините треба предпријатиите кои се грижат за шумите да си превенираат и рано откриваат и спречуваат пожари. Ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Посакуваме никогаш да не се повторат овие големи пожари во Националниот парк Галичица, но и сегде во нашава земја.